Па не знам, јас секогаш сум оптимист, затоа и сме дојдени овдека, бидејќи ние немаме своја институција, ние сите сме слободни уметници, сите сме ангажирани од еден проект на друг, но револтот беше голем кога го слушнавме ова, спонтано се организиравме и сакаме најкултурно, најдостоинствено да го предадеме овој допис, бидејќи немаме организација преку која ќе делуваме. Се обративме исто така до Агенцијата за филм на Република Македонија, која што најтранспарентно, најотворено ни ги покажа сите информации, ни даде пресек, ние побаравме минатите 3 години како е финансирано и да се види дека до сега ние немавме никакви информации за тоа колку проекти се поддржани, колку се долгува, каква ни е реалната ситуација. Ситуацијата која што ни ја презентираше Горијан Тозија беше сериозно алармантна. Тоа вчера се случи и затоа ние веднаш сакавме да изреагираме и доколку е тоа возможно, веруваме и затоа кажувам уште еднашка, секогаш сме оптимисти и затоа сме овдека ако може тоа да се коригира. Долговите кон проекти кои што се сега наследени, односно што се во моментот без новите проекти кои што сега треба да се донесат по конкурсите од оваа година, се повеќе од 12 милиони евра веќе актуелни. Буџетот знаеме дека се скрати оваа година, сега последниот квартал дека со некаков ребаланс 1 милион евра од оваа година, следната е планиран да се скрати 1 милион, така да во она колку што го видовме на брзина вчера и како што не извести директорот на агенцијата дека он нема да има можност да ги сервисира долговите кои што се веќе настанати, а камоли да се вложува во нови проекти. Апсолутно. Значи јас бев на една средба со министерот Роберт Аладјозовски и тоа што го побарав на една кратка средба е да се зајакнат критериумите. Ние тоа го бараме сите ние овие филмски професионалци што сме овдека. Точно е дека се поддржува некакви проекти со посомнителен пат. Еве така, ако можеме најблаго да кажеме. Ние не го сакаме тоа, него ние сакаме правите филмаџи, правите проекти да го добијат вистинскиот пат. Апсолутно сите сме на иста страна, затоа мислам и затоа сум оптимист дека ќе се среди ситуацијата.